Недвижниот имот на екс-директорот на УБК, Сашо Мијалков, конфискуван со спогодбата за случајот Империја, е проценет на околу 15 милиони евра, одговорија за 360 степени од Агенцијата за управување со одземен имот. Оваа сума е значително помала од онаа што на 8 јули со јавноста ја сподели тогашната шефица на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, Вилма Русковска. Според проценките правени во 2011, 2013, 16 и 19 се околу 20 милиони евра. Со тоа што знаеме сите колку е зголемена вредноста на недвижниот имот, мислиме дека е негде околу моменталната проценка околу 30 милиони евра. Но од Агенцијата за управување со одземен имот велат дека официјалните проценки покажале нешто друго. Во детали, велат дека одземеното од Мијалков изнесува 15 милиони евра во недвижен имот, 350.000 евра во акции и околу 6,1 милион евра готовина. Сумирано, 6 месеци по почетокот на проценката, ќарот за државата од спогодбата со Мијалков е проценет на вкупен износ од 21,5 милиони евра. За огромната разлика меѓу сегашната официјална проценка на вредноста на конфискуваниот имот на Мијалков и онаа што ја соопшти Вилма Русковска пред 7 месеци, од коалицијата сите за правично судење повикуваат да се внимава со изјавите. Неопходно е јавните обвинители многу повеќе да внимаваат при давањето на изјави во однос на тоа колку е навистина конфискацијата и колку треба да биде истата, бидејќи може да остави сомнешки граѓаните во насока на тоа дека можеби нешто се случило после изрекување на пресудата, односно која е навистина сумата, односно имотот кој што треба да се конфискува од страна на одредено обвинато лице, односно во конкретниот случај осудено лице, која што државата треба да го земе како конфискација, односно како имотна корист која што треба да биде одземена. Така што ова може дополнително да влијае на довербата во судството и довербата на обвинителството кај граѓаните, затоа што се остава еден впечаток дека нешто е кажано пред да биде донесена пресудата, а веќе кога пресудата треба да биде извршува, станува збор за сосема друга сума која што ќе биде конфискувана како имот. За големата разлика во проценетите суми побаравме коментар од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Оттаму ни одговорија дека нивната првична проценка на запленетиот недвижен имот на Мијалков била околу 14,5 милиони евра и дека тоа го напишале во соопштение издадено истиот ден кога Русковска во јавноста дава изјави дека вредноста на запленетиот недвижен имот е 30 милиони евра. Во тоа соопштение никаде не е напишана вкупната вредност на тоа што се запленува, туку само поединечни вредности за 11 точки на конфискација. Независно од тоа, од обвинителството велат дека ја добиле проценката. Агенцијата за управување со одземен имот достави известување до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, со кое го информираше обвинителството дека е постапено по пресудата и дека целокупниот недвижен имот и акциите се запишани на име на РСМ, а паричните средства се уплатени во буџетот на РСМ. До основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција на 7 февруари 2023 година е доставено известување дека е направена проценка по која обвинителството ќе достави мислење. Според одговорите што 360 степени ги доби од Агенцијата за управување со одземен имот, се уште не е проценета вредноста на деловниот простор на Мијалков во недоградениот хотел на плоштадот Македонија во Скопје. Имотот е предмет на извршување, па проценката на вредноста е во процедура кај извршителот. Дел од имотот на Мијалков пак е под хипотека, како на пример деловниот простор Спротизоил или становите на Славејко Арсов. Од агенцијата велат дека со хипотекарниот имот ќе постапат согласно законските прописи без дополнително појаснување. Обвинителството пак одговара дека со пресудата е осигурано дека ако некој имот не може да се конфискува поради хипотека, тогаш ќе се наплати од друг имот. И судот и обвинителството обезбедија, доколку има пречки при конфискувањето на противправно стекнатиот имот, истиот да биде надоместен со конфискација на друг имот што одговара на неговата вредност, односно, кој било друг имот што осудениот го поседува. Од обвинителството повторуваат и дека проценките на вредноста се од второстепено значење, бидејќи клучно било да го запленат целиот нелегално стекнат имот на Мијалков, независно од вредноста.
Целокупниот имот за кој обвинителството обезбеди докази дека осудениот го поседува, а е стекнат на незаконски начин е конфискуван, што и беше во фокусот на обвинителството. Конфискација на имот што во големи размери ги надминува приходите што Сашо Мијалков законски ги остварувал и за кој дал лажни или непотполни податоци, без оглед на висината на неговата вредност. Но, од коалицијата Сите за правично судење отвараат нов аспект. Велат дека како имот на корист треба да се смета не само недвижноста, туку и кредит подигнат со хипотека на нелегално стекнат имот. Мора да се внимава дали, односно да се стави акцент на тоа дека хипотекарниот кредит представува имот на корист, затоа што со тие средства кои што се земени како хипотека, понатаму се умножува, се отвараат други прашања за остварување на тие средства, така што обвинителството треба да го разгледа и тој дел. Меѓутоа, ако станува збор за трети лица кои што се вклучени во кривичната постапка, односно од кои што се конфискува имотот, во овој случај не би можело да биде извршена конфискацијата, затоа што не може да се изврши конфискација на имот кој што е ставен под хипотека во случајот банкета. Ова е исто така прашање кое што беше отворено и во предметот труст, каде што делот имотот кој што беше конфискуван, истиот не можеше реално да биде конфискуван поради постоење на хипотеката. Друг куриозитет е што со недвижниот имот на Мијалков беа запленети и придружни простории, како и ходници и скали во заедничка сопственост. Од Агенцијата за управување со одземен имот ни одговорија дека ходниците и скалите се заеднички простории кои ги користат станарите и не се предмет ниту на процена, ниту на продажба. Став кој го делат и од невладината Сите за правично судење. Од таму посочуваат дека државата треба да размислува и за градење на поголеми капацитети за работење на предмети за конфискација. Неспорно е дека е потребно да се посвети многу внимание и работа на делот со напредување на капацитетите на јавните обвинители и истражните центри, односно истражителите во делот на тоа што значи финансиска истрага и начинот на кој што треба да се обезбеди имотот, меѓутоа и како да се конфискува истојот. Освен обвинителството, тука ни се и судот и на крајот Агенцијата за управување со одземен имот кој што треба да спроведе конфискацијата, односно пресудата, така што е многу важно да бидат зајакнати човечките ресурси на сите овие институции кои што се вклучени во делот на конфискација и да се напредат истите како би се овозможило да имаме извршување на пресудата соодветно согласно законите кои што ги имаме. Покрај запленетиот имот, акции и готовина, Мијалков доби и 3-годишна казна за случајот Империја. Пред да биде упатен на издржување на казната, тој ја смени адресата на живење од Скопје во Охрид, што му овозможи да оди во затворот во Струга, кој е од отворен тип. Пред тој затвор дежуравме неколку дена поред на почетокот на септември, но не го забележавме Мијалков ниту да влезе, ниту да излезе од установата. Планот на Агенцијата за управување со одземен имот е конфискуваното од Мијалков да почне да се продава. Парите одат во државната каса. Разликата е што наместо најавените 30 милиони, приливот од недвижниот имот ќе биде двојно помал.